Во ова издание, колку македонци има во Соединетите држави, во тек е попис на населението. Како изгледа животот во еден од најподобните градови, Њујорк полека се буди. Бразил нов епицентар на пандемијата, САД забрани влез за оние кои патувале таму. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Заедничката апликација на Apple и на Google може да помогне во борбата со коронавирусот, но дали ја нарушува приватност? За ова малку подоцна. На почетокот за неговите вести. Денеска ставува во сила забраната на САД за влез на граѓани од Бразил 2 дена порано од првичната најава на Белата куќа, а како дополнителен напор за да се спречи ширењето на коронавирусот. Мерката се однесува за странски државјани кои влегуваат во САД, а кои биле во Бразил во одреден момент изминатите 14 дена. Според податоците на Универзитетот Џон Хопкинс, Бразил е нов епицентар. Светската здравствена организација го стопира тестирањето на ефикасноста на оксихлорокин кај пациенти со COVID, додека експертите разгледуваат неговата безбедност. Во Соединетите држави е во тек попис на населението, но со изменети правила. Милена Георгиевска анализира што значи тоа за македонците кои живеат тука. Македонците во САД првпат ќе може да го запишат нивното потекло во документите за попис. Тоа значи дека ќе се знае колку точно македонци и американци со македонско потекло живеат во САД, од што пак зависи колку пари државата ќе одвои за развој на македонската заедница. Ваква можност ја добија откако председателот на САД Доналд Трамп иницираше промени во американскиот попис, воведувајќи посебна графа за запишување на потеклото на граѓаните, за разлика од претходно, кога постоеше простор само за раса. Во минатото го имавме само изражувањето на американската заедница, но тоа е само изражување. Пописот ќе даде целосен преглед. Викторија Велков е заменик директорка за демографија на Бирото за попис на САД. Случајно се погоди таа да има македонско потекло. Многу сум возбудена што можам да се запишам како македонка, исто како и моите двајца браќа. Горди сме на нашето потекло. Но зошто е важен пописот за македонците? Велков вели, колку повеќе луѓе ќе се запишат, толку повеќе пари ќе се распоредат за нивна помош. Има делови во државата каде на банкоматите ќе може да се види македонски јазик. Обединетата македонска дијаспора ни помогна во превод на материјалите, која ќе се знае точниот број на македонци на едно место и самите бизниси ќе прават промени во корист на оваа заедница. Пописот во САД се одвива и сега во услови на пандемија. Образците се испраќаат по пошта, а ги има и онлайн. За разлика од САД, Македонија немала попис од 2001 година. Вели дека нема добро владење и функционирање на една влада без попис на граѓаните. За да владеете добро, потребни ви се податоци. Пописот е основа за тоа. Многу е важно државите да прават попис. Ние правиме секои 10 години, од 1790-те. Првиот попис Македонија го направи во 1994 година, каде јас бев и народен набирувач. Пописот е неопходен за да се распореди моќта соодветно. Според истражувањето на американската заедница, сега во САД има речиси 70.000 македонци, од кои најмногу во Њујорк, Мичиген и во Њу Џерси. Велков очекува после пописот бројот да биде многу повисок. Мобилниот телефон не може да ви каже дали сте носител на коронавирусот, но можеби ќе може да ви каже дали сте биле во контакт со некој заразен. Мишел Квин за начинот на кој функционира новата апликација на Apple и на Google. Многу заедници ширум светот го забавија ширењето на коронавирусот со карантенски мерки, но постои страв дека вирусот ќе започне да се шири повторно, откако ќе бидат укинати овие ограничувања. Рано Дилон е лекар кој работел во Гвинеја во Западна Африка за време на кризата со ебола. Помогнал да се најдат луѓе што контактирале со заболени лица. Практика позната како следење контакти. Со еболата, штом некој ќе пројави симптоми, анализираме каде бил и со кого. Врз основа на тие податоци се прави список на луѓе со кои што бил во контакт и ги следиме контактите 21 ден.
Кај COVID-19 е предизвик да се пронајдат контактите. Некои воопшто немаат симптоми, други можат да ја шират болеста еден ден или 2 дена пред да пројават симптоми. Но што ако можете дигитално да ги пронајдете луѓето што биле изложени? Apple, Google и други бараат начин преку паметните телефони да ги информираат оние чии пати ќе се вкрстиле со заразеното лице. Дигиталното следење на контакти може да има голем придонес во автоматизирање на процесот на идентификување на тоа кој бил во близина на некого во одредено време. Некои земји користат апликации за мобилни телефони за да помогнат во трагањето по луѓето што можеби се болни. Системот работи на Bluetooth, радиосигнал во телефонот за комуникација со други уреди како слушалки. Постојано испушта и слуша сигнали, долга низа броеви. Можеби еднаш дневно телефонот врши проверка на изложеноста и го контактира серверот за да провери дали некој од контактите се тестирал позитивно на коронавирусот. Но дали ова ќе функционира и ќе дава точни податоци? Марк Зисман е од Линкол Институтот за технологија во Масачусетс. Лабораторија која работеше на ракетна одбрана и лазерска комуникација со месечината. Тој и неговите колеги тестираат како да ја измерат енергијата која се емитува од Bluetooth сигналот, со што следењето на контактите ќе функционира. Кога Bluetooth сигналите комуницираат меѓу телефоните, вие мерите колку енергија е добиена и ја користите за да пробате да процените колку далеку од вас се наоѓаат. МИД тестира како најдобро да се измерат сигналите во најразлични ситуации, например минувањето на Bluetooth сигналите низ зидови. Дали имало слободен простор меѓу вас и предметите? Каква било пречка? Имаше ли маска? Имаше ли зид? Тие работи се важни. Мора да го мериме тоа. И навистина е тешко. Во моделите кои ги предлагаат Apple, Google и другите, не се споделува ниту едно име или локација. Податоците се во телефонот на лицето, што го прави помалку ранлив на напади од хакери, отколку ако владините здравствени власти ги чуваат податоците. Се разбира, телефонот во џебот не ви кажува дали сте носител на вирусот, но дигиталното следење на контактите може да игра важна улога, како што се намалуваат рестрикциите во општеството. Жителите на Њујорк полека се враќаат во нормала, но како изгледаше градот во најкритичните денови? Силвија Мендоза го споделува своето искуство. As the state of New York prepares to reopen life and the Додека сојузната држава Њујорк се подготвува повторно да се отвори, животот во градот што никогаш не спие во време на коронавирус е се само ненормален. Оваа вознемирувачка неизвестност ме држеше подалеку од продавниците последниве 5 недели. Се што ми требаше, нарачував преку Амазон. Навикната бев да се движам низ градот секој ден, а сега го напуштам станот само кога треба да одам на работа. Најголем дел од интервјуата што ги правам се преку FaceTime. Мојот малечок стан, всушност студио во Манхетен, го прилагодив да биде се што ми треба во животот. Моето телевизиско студио е во исто време и бања, каде завесата за туширање е и позадина на кадарот за јавување во живо. Јас, како и многу други њујорчани, се прилагодив на новиот стил на живот. Но дури и кога мислите дека можеби некако сте биле поштедени од вирусот, реалноста дека живеам во епицентарот доаѓа со болна вест за смрт на мој колега и пријател. И исто како и оние кои ги интервјуирав. И јас имам мои приказни за загуба, тешкоти, надеж и истрајност. Можеби без да бидам свесна во моментот, додека ги правев тие интервјуа, тоа ме подготви да се соочам со мојата жалост и чувство на фрустрираност, што доаѓа од сознанието дека никогаш повеќе нема да го видам, или чујам неговиот глас, или да имам прилика да го задевам дека треба да научи англиски. Се чини дека сите ние ја учиме таа тешка лекција заедно. Не само што преживуваме во време на коронавирусот, туку повторно го градиме нашиот живот и секојдневие. Celia Mendoza, VOA News, New York. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на нашиот вебсайт и на социјалните мрежи. Поздрав од Вашингтон.